Барселона за младите категории годишно, значи за оние петлиња што ги викаме ние, некаде до 12 години, одвојува околу 9 милиони евра. И сите тие млади категории тренираат токму на овие терени зад нас, ги води Гвардиола. Повозрастните сигурно знаат кој е тој лик, еден од фамозните фудбалери на Барселона, а играат секојдневно и тренираат токму на овие терени зад мене. Antonio, me metes la música. Каталонија со фудбалската Барса доби гламур и собствен препознатлив стил. Може би контрадикторно ќе звучи, но Барса представува во исто време и авангарда во модерниот фудбал. Демонстрираат посебен фудбал кој во најатрактивните надпревари изгледа брилјантно за гледање. Барселона е еден од малкуте клубови на светот кој се однесува со нула толеранција кон своите фанови. Дали се сеќавате на некоја информација во која сте виделе или слушнале дека фановите на Барселона направиле нереди или предизвикале инциденти? Не постои тоа. Љубителите на фудбалските мајстории на Камп Ноу доаѓаат исклучиво за фудбал. Може би токму таму лежи причината за недостаток на влезници за надпревари кои би сакале да ги следите ако случајно се најдете како турист. Овде народот е таков, мирољубив. Во споредба со останатите големи фудбалски клубови, да следите надпревар на Камп Ноу е како да ги впивате на љубавите звуци од мирот кои ги нудат зелените површини во Барселона. Овој дерби надпревар по многу нешта соборуваше рекорди во фудбалскиот свет. Преносот беше реализиран со 22 камери, 112 медиумски куќи го пренесуваа во живо, 51 земја беа сведоци на овој спектакл и бројка од 98.248 гледачи. Надпреварот знаете како заврши, но на крајот остави многу отворени прашања. Дали Роналдињо ќе замине во јануари во Милан? Зошто Кркич играше само 8 минути? Зошто Рајкард му ја промени позицијата на Иниеста, која е нестандардна за него? Дали Меси беше адутот кој недостасуваше? Целата таа еуфорија ќе трае. Се чувствуваше уште пред почетокот на надпреварот, а траеше и потоа. На некој начин аплаузметарот кој е поставен на стадионот го измери и расположението на навивачите кој ќе биде влијателно во наредниот период. Например, најголем аплауз доби влегувањето на Бојан во игра со ниво 9 на скалата од аплаузметарот. Со истата висина беше и поздравено со химна и 75.000 картолини поставени за скоро 100.000 публика и како куриозитет, со иста таква висина на скалата на овој мерач беше и свиркувањето на Серхио Рамос. Камп Ноу на својата 50 годишнина ќе го памети ова дерби. Пораз од кралевите, чиј стартен ритуал пред почетокот на надпреварот очигледно овој пат им помогна. Уште еднаш да го слушнеме и погледнеме на спектакуларното изведување на химната на својот клуб и поздрав кон сопствените фудбалери, веднаш по задолжителното шутирање на 5 топки кон голот на Роналдињо.
Тагата останува. Фудбалерите заминаа на божиќен одмор пред продолжението во јануари. Но ние се упативме на последната наша станица.